почитувани колеги советници, почитувани представници на Общинската администрация, почитувана директорка на явното предприятие Комуналец Неготино, представници на медиумите, почитувани граждани на община Неготино. За денес я свикав 15-та редовна седница на Советот на община Неготино. За работа на седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино за 2018 година. Точка 2. Предлог програма за изменување на програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. Точка 3. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино. Точка 4. Предлог одлука за предавање во собственост деловна просторија на Сдружение Ловечко друштво Вардар Неготино. Точка 5. Предлог одлука за преостапување на моторцикл Веспа на јавното предпријатие Комуналец Неготино. Точка 6. Предлог одлука за доделување на користење на една просторија во објект на општина Неготино, Желкова куќа на катастарска парцела број 9894/1 за КАО Неготино. Точка 7. Предлог одлука за приоритет на проект од Совет на општина Неготино за реконструкција на дел од улица во село Тремник. Точка 8. Предлог одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за намената на инвестиција за реконструкција на дел од улица во село Тремник. Точка 9. Предлог одлука за приоритет на проектот од Советот на општина Неготино патен правец Горни Дисан Вешија. Точка 10. Предлог одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за намената на инвестицијата патен правец Горни Дисан Вешија. Точка 11. Предлог одлука за одобрување на финансиски и нефинансиски придонес на општина Неготино, кофинансирање на проект Вински, АПИ и екотуризам во Неготино и околината. Точка 12. Предлог одлука за доделување финансиски средства за ГФК Вардар Неготино. Точка 13. Предлог одлука за доделување финансиски средства за организирање турнир по мал фудбал. Точка 14. Предлог одлука за доделување финансиски средства за пчеларско здружение Неготински мед. Точка 15. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Неготино. Точка 16. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Точка 17. Предлог одлука за одржување на објектите и опремата од подпроектот Вински, АПИ и екотуризам во Неготино и околината. Точка број 18. Предлог заклучок за усвојување на извештај за финансовото работење на јавното предпријатие Комуналец Неготино за периодот 1.1.2018 до 30.6.2018 година. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам дали некој ба разбор. Петре Манчев, побед. Благодарам, председателе. Мојата реакција е процедурална. Би сакал да изразам негодување, бидејќи точката број 17 предлог заклучок за усвојување на извештајот за финансиско работење на ЈП Комуналец за периодот 1.1.2018 до 30.6.2018 ни беше доставена пред самото почнување на Советот, бидејќи е многу обемен материјал и нема доволно време за разгледување. Апелирам од наредниот пат да не се доставуваат вака обимни извештаи пред почетокот на седниците на Совет, се со цел разгледување на доставените материјали. И второ нешто кое што сакам да реагираме на записникот од минатата седница. Според мене и советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, овој записник е многу штур и не содржи потатоци кои што се искажани на самата седница. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам со кремење на рака кој е за. 8 гласа за. 15 гласа за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме со работа по првата точка, предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино за 2018 година.
Оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот да го искаже ставот на комисијата. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред. Значи, тоа е програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Неготино за 2018 година. Програмата е слична како претходната, само измени има во делот на иземени се продадените парцели на претходното јавно надавање. Има промена на почетната цена од 5 на 1 евро за метар квадратен според измените во законот и имаме една нова парцела во Криволака во точка 2.13, катастарска парцела 2194. Значи, комисијата ја разгледа, ја усвои оваа предлог програма, предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за. Констатирам дека програмата е едногласно усвоена. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председател да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно програма за изменување на програмата на комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година. Овде имаме неколку измени. Измени имаме во точка 1, воведни одредби во подпрограма 1.1 во став 3 се вршат следните измени. По алинеја 11 се додава нова алинеја 12 која гласи: изработка на проектна документација и ревизија за изградба на комунална инфраструктура со сите фази: улици, водоснабдување, фекална канализација, атмосферска канализација, електрика со улично осветлување за улица Дојранска со кракови крак од улица Франц Пипан и улица Калдрам. Во точка 3 динамика и начин на вршење на работите. Во подпрограма 3.1.2 ЈД изградба и реконструкција на локални патишта. Во точка 6 бетонирање на улици и тротоари се додаваат зборовите на улица Кракот Ставле Ставов. Во точка 8 изградба на улици и тротоари во градот со бетон коцки се додаваат зборовите и во населените места. Така што во населено место Тименик се предвидува изградба на дел од улици во должина од 483 метри со бетон коцки. Во подпрограма 3.1.6 ја изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води. Во точка 2 изградба на канализациона мрежа и прифаќање и одведување на урбани отпадни води. Приклучок за изградени објекти се додаваат изборовите за улица Браќа Миладиновци. Во точка 3 реконструкција на канализациони мрежи и системи за одведување на урбани отпадни води се додаваат зборовите за улица Браќа Миладиновци. Значи, Комисијата за урбанизам, комунални дејности позитивно ја усвои оваа точка од дневниот ред. Предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за. Констатирам дека програмата е едногласно усвоена. Отварам расправа по трета точка од дневниот ред. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за поставување урбана опрема на територијата на општина Неготино. И по оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот на комисијата. Трајче Димов Повели. Благодарам уште еднаш. Значи, Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно програма за изменување и дополнување на програмата за поставување урбана опрема на територија на општина Неготино. Во програмата број 08/228/4 од 2.5.2018 година за поставување урбана опрема се вршат следните измени. Во точка 2.4 тераси, шанкови настрешници, во став 2 по алинеја 10 се додава нова алинеја 11 која гласи: тротоарот на улица Ацо Аджилов пред сендвичара Бизи Бургер. За ова имаме и прилог, односно Бизи Бургер се поднел барање за користење на урбана опрема. Комисијата ја усвои оваа точка од дневниот ред. Предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за.
15 гласа за, констатирам дека програмата е едногласно усвоена. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Предлог одлука за предавање во собственост на деловна просторија на Сдружение Ловечко друштво Вардар Неготино. И по оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајчо Димов повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред. Се донесе одлука за предавање на собственост деловна просторија на Сдружение Ловечко друштво Вардар Неготино. Значи ова е по предавањето во собственост на горе наведената недвижност е согласно договор број 03/227/7 од 1.7.2016 година, склучен помеѓу општина Неготино и Сдружение Ловечко друштво Вардар. Бидејќи објектот во кој што беше ловното друштво Вардар е во склоп со старата зграда на Партизан и тоа земјиште е продадено. Општина Неготино се зеде за обврска да изгради да изгради нов објект во истата квадратура и потоа да му ја отстапи на ловното друштво. Комисијата за урбанизам ја усвои оваа одлука, предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затворам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за преотстапување на моторцикл Веспа на јавното предпријатие Комуналец Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот да го соопшти ставот на комисијата. Воле Младеновиќ повели. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана оваа точка. Предлог одлука за преотстапување на моторцикл Веспа на јавно предпријатие Комуналец Неготино. Истата беше усвоена, предлагам и Советот да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по шестата точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување на користење на една просторија во објект на општина Неготино, Желкова куќа, на катастарска парцела број 9894/1 за КАО Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајчо Димов повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дейности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно одлука за доделување на користење на една просторија во објектот на општина Неготино, Желкова куќа, на катастарска парцела 9894/1 во Неготино. Советот на општина Неготино на претходниот совет имаше ваква точка, меѓутоа бидејќи не беше се уште упишан објектот во собственост на општина Неготино, како техничка грешка се носи оваа одлука како замена на старата со тоа што старата престанува да важи. Тоа е истата таа одлука, само што сега имаме имотен лист со број 6063. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Да. Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по седмата точка од дневниот ред. Предлог одлука за приоритет на проект од Советот на општина Неготино за реконструкција на дел од улица во село Тремник. Оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам представникот на комисијата да го соопшти ставот. Дане Мајсторчев повели. Благодарам, председателе. По оваа точка од дневниот ред заседаваше Комисијата за локален економски развој, каде што оваа точка беше едногласно усвоена. Предлагам Советот исто позитивно да се произнеси. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за.
15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за намената на инвестицијата за реконструкција на дел од улица во село Тремник. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам представникот на комисијата да го соопшти ставот. Данема Исторчев повели. Благодарам. Исто и по оваа точка од дневниот ред заседаваше Комисијата за локален економски развој. Оваа точка е на некој начин поврзана со претходната и исто беше едногласно усвоена од комисијата. Предлагам исто Советот позитивно да се произнесе по оваа точка. Благодарам. Благодарам колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред, предлог одлука за приоритет на проектот од Советот на општина Неготино, патен правец Горни Дисан Веши. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам представникот на комисијата да го соопшти ставот. Данема Исторчев повели. Благодарам председателе. Исто како и по претходните точки, за оваа точка се дискутираше на Комисијата за локален економски развој. Беше едногласно усвоена. Предлагам Советот позитивно да се произнесе и по оваа точка од дневниот ред. Благодарам. Благодарам колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за намената на инвестицијата патен правец Горни Дисан Вешие. Повторно и по оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам представникот на комисијата да го соопшти ставот. Данема Исторчев повели. Благодарам председателе. И по оваа точка од дневниот ред заседаваше Комисијата за локален економски развој и беше едногласно усвоена. Предлагам и Советот да се произнесе позитивно по оваа точка. Благодарам. Благодарам колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 12-та точка од дневниот ред, 11-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување на финансиски и нефинансиски придонес на општина Неготино, кофинансирање на проектот Вински, АПИ и екотуризам во Неготино и околината. Оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам представникот на комисијата да го соопшти ставот. Данема Исторчев повели. Благодарам председателе. И по оваа точка од дневниот ред заседаваше Комисијата за локален економски развој, каде што беше едногласно усвоена. Предлагам и Советот на општина Неготино позитивно да се произнесе по оваа точка од дневниот ред. Благодарам. Благодарам колега, дали некој друг бара збор? Петре Манчев повели. Благодарам председателе. Барам представникот од локален економски развој да ни образложи нешто за проектот, бидејќи не бев присутен на комисија, па немам информација од това. Благодарам колега. Давам збор на раководителот на одделението за локален економски развој, Лолита Ристова повели. Благодарам председателе, почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми. Во врска со оваа одлука која што треба да биде донесена денес кон Советот на општина Неготино, имаме можност да објасниме за самиот проект. Ова е во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност, кој што е финансиран со средства од Европската унија, кои што се наменети во делот на туризмот, а кои што ќе бидат администрирани и менаџирани преку Светската банка. Самата структура на проектот опфаќа неколку компоненти, кои што впрочем се објаснети и во следната одлука, каде што се бара и одржување на објектите и опремата од проектот. Инаку главни компоненти на самиот проект се уредување на двата влеза во градот со подигнување на жардинерии и хортикултурно решение, уредување на винската архива, така наречен подрумски дел од Желковата куќа,
адаптација, пренамена и реконструкција на АПИ постојното училиште во село Вешие, во така наречен современ АПИ центар, каде што во моментот преку претходен проект од Европската унија беше адаптиран пчелен парк и кој што во моментот отпочнува со неговата активност. Исто така планирано одржување на партерно уредување на постоечки пчелен парк во село Вешие. Со самиот проект планираме набавка на саемска и манифестационна опрема, особено во делот на одржувањето на манифестацијата Свети Трифун, како една најрепрезентативна винска манифестација, како и за Неготинскиот панажир, а овој вид на опрема подразбира обезбедување на дополнителни 7 штандови, реконструкција на постојната бина, во една подобра ставање во една подобра кондиција на истата, исто така обезбедување на монтажни столици за време на манифестацијата и одредени тенди. Исто така планирано е поставување на една пософистицирана инфотач постојка, која што би значила софтверски уред кој што ќе овозможи, така да кажеме, побрз пристап до информациите, до капацитетите, до винариите, до се она што значи поврзано со винскиот туризам. Со самиот проект предпланираме да имаме поставување на една, така да кажеме, обележие, автентична конструкција за садење на лози во централното градско подрачје, каде што самиот чин, да кажеме, во иднина на Свети Трифун за кројувањето и нешто слично, пак како и туристичка точка би можело да се користи не само за Свети Трифун, туку и за други намени и манифестации. Исто така планирано обезбедување на надпис, дизајниран надпис на градот, кој што исто така ќе представува некое символично и автентично обележие за општина Неготино, поврзано со винскиот туризам пред се. Тоа е накратко, значи, содржината на и концептот на овој проект. Во однос на инвестиција или вредност што би значило, процената вредност на проектот и целокупната досега подготвена техничка документација изесува некаде 16 милиона 762 денари, значи околу некаде 17 милиона, од кои износ некаде 14 милиона и 58 ќе бидат побарани како средства од проектот за локална и регионална конкурентност, а додека кофинансирањето од општина Неготино е планирано во паричен и во непаричен придонес, во некој вкупен износ, значи непаричен износ 6,14% или некаде околу 1 милион 28, тука спаѓаат фактички процент од платите на вработените кои што се вклучени во самата имплементација на проектот, кои што би биле, значи, вклучени доколку проектот биде одобрен. Тоа се, значи, дел од редовните примања кои што они ги земаат. И исто така имаме подготовката на техничката документација, односно средствата кои што се трошат за таа намена во моментот на подготовката и аплицирањето, а додека паричниот износ од 10% или некаде од 1 милион 676 256 денари се калкулира како учество финансиско во целокупната вредност на проектот, што значи дека доколку проектот биде одобрен со вкупниот износ таков каков што е, овие средства треба да бидат обезбедени од општината за да може да се спроведуваат сите активности кои што се планирани со проектот. Временски период на известување кој што се планира, значи според тоа што досега ние имаме добиено информации, е дека некаде до крајот на октомври треба да имаме повратна информација дали истиот ќе биде одобрен. Крајно време подпишување на договори некаде е ноември месец, а проектот треба да биде имплементиран и завршен до ноември 2019, значи во најдобри услови доколку истиот повторно ќе решен биде одобрен. Благодарам. Лолита, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ви молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 12-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување финансиски средства за ГФК Вардар Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Помолам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ Повели. Благодарам. На денешната седница на Комисијата за јавни дејности беше разгледана и оваа точка. Истата беше усвоена, предлагам и своето да ја усвои. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ви молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 13-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување финансиски средства за организирање турнир
во мал фудбал. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности, го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вулен Младеновиќ Повели. На денешната седница беше разгледана и оваа точка, истата беше усвоена, предлагам и советот да се произнесе. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 14-та точка од дневниот ред, предлог одлука за одржување финансиски средства за пчеларско здружение Неготински мед. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности, го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ Повели. Благодарам. На денешната седница беше разгледана и оваа точка, предлог одлуката за доделување на финансиски средства на пчеларско здружение Неготински мед околу функционирањето на апицентар во село Веши. Истата беше усвоена, предлагам и советот да се произнесе. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 15-та точка од дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Гордана Јованова Повели. Благодарам, председателе. Комисијата за финансирање и буџет одржа денеска седница. Го молам советот да се произнесе по истата. Благодарам. Колешки, само би ве замолил да кажете ставот на комисијата, дали е усвоен. Ставот на комисијата 3 за, 20 воздржани. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Игор Јованов Повели. Благодарам, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани медии. Драги сограѓани, измина и вториот квартал од 2018 година. Вече е започнат третиот квартал. Што се однесува по извештајот, можеме да направиме еден осврт на статистичките показатели на овој квартал, да ги согледаме успесите на овој тим, на новиот тим на градоначалникот, да видиме дали има нешто до сега реализирано. Најголем дел од вториот квартал ни укажува дека повторно нема општината мрднат со прст, стои во место, пустошот продолжува. Од овие бројки што ни ги даде администрацијата се гледа дека од самата проекција на буџетот изнесува реализација од 15,5%. Замислите, вториот квартал 15,5%. Овие параметри се поразителни. Првиот квартал беше 7% реализација, вториот е 8,5%, значи вкупно до сега има реализација од 15,5% реализација. Значи, бар да беше малце приближно од 80-90%, бар да гледавме до краја да стигнеш 80-90%, бар да гледавме дека општината ќе се движи напред, за доброто на граѓаните, нешто да почне да се прави, да се гради ново. Значи, вториот квартал 15% и до крајот на годината може да замислиме уште два квартали престануваат околу 30% реализација од самата проекција на буџетот, тотална грешка и нула. Значи, ова што го гледаме од ден на ден, самите сме сведоци дека во општина Неготино почнато е најжално што е белата чума да се одразува најмногу, сите да почнуваат да се иселуваат, едни показатели може да видиме дека секоја ден се барат исписници од основните училишта, цели семејства се иселуваат од градот
наместо нещо да почне да се прави, да се даде некоја надежда човецка, како што беше ветувано за живот, ова испадна тотално ништо. Како што кажав, првиот квартал беше 7%, овој квартал е со 8%, и тоа баш сакам да му пояснам на граѓаните. Значи, во овој квартал од 1,5% покачувањето е од концесија на земјоделско земјиште, каде се наоѓа на територијата на општина Неготино, кој придобивка за општина Неготино, која е донесена од претходната влада, и прераспаделбата од закуп на земјоделско земјиште што се наоѓа на територија на општина Неготино, 50% влеваат во буџетот на општина Неготино. Или тоа значи 11 до 12 милиони денари до крајниот рок, каде што е 31 јули. Значи, од овие 15,5% реализација, знаеме дека овие средства 11 до 12 милиона веќе се влезени во буџетот на општина Неготино, че се реализираат и нешто е реализирано. Што ќе правиме во другите два квартали? Од каде средства да се реализират бар 80-90% од буџетот? Не ми е јасно. Значи, да гледаме, треба капитални проекти за развој на општината, а не се направиле 150 метри бетон точки за 10 месеци. Не може да одиме напред само со 150. Значи, треба да има некој капитален проект, што беше во предизборната кампања, во кампањата ветувано, да почне да се прави нешто по-капитален проект, како например што е да почне да се гради на индустријската зона, што беше ветувано, да се мрдне мртва точка, да се донесат инвестиции, почне затворен пазар да се гради, што беше исто ветувано, паркинг, а не сега хаос, да се случува во општината и околу паркот, значи и од центарот, каде што беа колите паркирани, сега околу општина да се пренаменат сите тротоари во паркот. Значи, като прашање, докаде со вакво темпо ќе се обезбедат уште 350 милиона денара од планирање. Кога веќе знаеме, за овие 6 месеци имаше еден ребаланс на буџет, што се скратија 30 милиона, че со ова темпо општината, ако продолжи да работи, че треба 80% од буџетот да испадне ребаланс. Жално. Една општина, за да оде напред и да се развива, треба да го следи темпото на по-развиените општини, да се гледа каде што има капитални проекти, каде што беа ветувани предизборната кампања, во програмите имаше напишано, каде што имаше напишано за реконструкција на водовод и канализациона мрежа, реконструкција на локална и патна мрежа, организирано и достапно паркирање и паркинг за секој, елиминирање на дивите депонии, зелени површини, местни проекти, паркови, покриен пазар. Значи, од овој квартал ќе видиме дека од овие ветувања нема ништо. Баш по оваа точка сакам сите да земат збор, пошто сите ги засега општина Неготино, како позицијата, така и опозицијата. Нас не идва народот и треба се грижиме и да работиме за секое добро утре. Значи, ние наместо од овие капитални проекти нешто да се реализира, добивме само проблеми, оцрнување на општина Неготино од страна на нови функционери поставени од градоначалникот. Значи, овие 10 месеци се неаме во право светло како што беше во претходно општината покажено. Нови функционери поставени, проблеми, де школи, де други институции. Значи, да влијаме напред од тоа до сега ништо се нема видно. Од кварталното извештај, кој што ни е доставено од службите, се гледа дека купните капитални приходи 10,3%,
пари, ви кажем во денари, се 8 милиони 648 милиони 980 денари, от кои ще се планирани бяха 86 милиона 546 хиляди денари. Ще се гледа само 10,3%. От кварталното извършка за капитални разходи моментално от 228 милиона 286 хиляди денари си реализирани 16 милиона или 7,28%. Значи се гледа дека проектите тук се въртат, само може покачување има каде што се гледа најмногу има за нови вработувања, каде што досега се искористени 58% или от 6 милиона денара се искористени 3 милиона и 600 хиляди денари. Тоа се за партиски војници и вработување на општина Неготино, каде што еден показател од овој квартален извештај покажува само процентот изголеме на вработување и на реализацијата. Цели 58%. Тоа е извештајот, прилика, реализација 15,5%, со ова темпо, ако се продолжи, уште 2 квартала ќе има околу 30%, 70% каде ќе одат. До сега ни еден отпочнат проект капитален, а до крајот на годината не верувам ни дека ќе има, не па да се заврши. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Градоначалник. Повели градоначалник. Почитувани граѓани, почитуван председател, почитувани советници, го слушав советникот. Искрено сметав дека на овој квартален извештај барем малце ќе ги отворите очите и ќе бидете доблесни да признаете пред јавноста и пред општина Неготино дека некој во оваа општина Неготино дошол тука, створил услови и покажува резултати. Барем у делот на финансовото работење и на тоа што добро го гледате и сами, дека овој квартален извештај покажува многу показатели и многу прашања кои што и претходниот совет и предпретходниот совет ги баравте да ви ги одговорам. И мислам дека и после се уште не ви е јасно како се движи општина Неготино и што е тоа што се направи во општина Неготино. Ако разговараме за кварталниот извештај, прво да кажеме дека веќе редовно добивате квартален извештај, што беше заборав во некое минато време да се достави квартален извештај до советниците на општина Неготино или еднаш од 4 години, јас додека бев советник. Ова ви е втор квартален извештај, во кој што ако го земите и првиот и вториот квартален извештај, ќе видите првен. Ќе се извинете и ќе кажете: почитувани граѓани на општина Неготино, ние во изминатиот период додека бевме на власт, оставивме долг од 117 милиона денари и 1 милион евра кредит, во кој што новиот градоначалник за време од 8-9 месеци колку сме сега на власт, на сметката 220 или во делот на извештајот стои дека долгот на општина Неготино е 65 милиона 485 734 денари. И тоа е доволно само да го кажете за тој што е паметен, да разбере и да слушне, ако сака да разбере. И тука убаво ви пише во кварталниот извештај. Значи, финансиските обврски на општина Неготино, заклучно до 36 изнесуваат 65 милиона 485 734 денари. Во споредба, значи, со претходниот квартал, каде што изнесувале 73 милиона 380 денари, со што се забележува намалување на обврските од скоро 8 милиона денари за 3 месеци. Значи, тоа е во овој квартал.
Сега, пошто вие нормално, не ни очекувам дека ќе кажете добро е тоа, него продолжувате само со критики. Еднаш зборував и претходниот совет и во делот на инвестициите, и во делот на тоа што се треба да се направи тука во општина Неготино и што е во тек. Сметам дека премногу, ако зборувам, или се едно, она исто да го повторувам што сум го кажал и претходно, нема да вреди за да се собират само политички поени. Мислам дека доволно објаснив дека сите постапки и денеска имате на совет точки, капитални инвестиции кои што треба да се реализираат во наредниот период. Кажав и претходно, тоа е така, реализирани се неколку проекти, УЗА 8, точно е, тротуари се градат, точно е дека детски игралишта се градат, дека имаме сега детски игралишта, дека сега УЗА 5.1 е вече распишан тендер, че се работи. Маршал Тито улицата ни е план еден дел по-голем да го реконструираме. Капиталните инвестиции ќе дојдат. И тоа не е спорно. Меѓутоа, за да зборувате, треба да кажете зошто бил толков долго. Кој го направи? Јас не бев градоначалник минатиот период. И дали ви е јасно вас како функционира една општина со такви долгови и со овие приходи? Еви една друга споредба да ви кажам. Зошто сметам дека општина Неготино работи солидно, не викам одлично, солидно, заради тоа што треба да се створат сите предуслови да биде добро. Значи во овој квартален извештај, ако погледнете, има 53 милиона денари приход. За разлика од првиот квартал, кој што беше 21, така беше? Значи, минатиот совет говорев дека сега имате дополнително зголемување делот на приходите на општина Неготино. И тогаш викавте 9%, сега викате 15%. И ви објаснив дека тие проценти ништо не ви значат заради тоа што ако го извадам јас вашиот долг, кој што го оставивте на општина Неготино, од сите овие долгови од 117 милиона денара, значи реализацијата ќе биде некаде можеби и над 50%. Заради тоа што општина Неготино и основниот буџет на општина Неготино и силата на општина Неготино во овој момент за оваа година не повеќе од 100 до 120 милиона денара на основниот буџет. Сето друго е законска обврска заради долговите кои ќе се оставени на општина Неготино да мораме да ги префрлиме во оваа година. Другиот показател, гледајќи ги резултатите од другите општини, бидејќи се информирам, како информација, веќе споредиме, да кажеме, со Кавадарци, пошто често милувате да кажете каква е ситуацијата у Кавадарци. Кавадарци, приходите се некаде околу 127 милиона денара, значи за 6 месеци, каде што општина Кавадарци генерално, економски е по-добра, по-јака, поголем број на жители и сметам дека во сооднос, ако ги споредите Неготино и Кавадарци, сме далеку добри и можеме да бидеме уште по-добри. Знам дека не е идеално, меѓутоа пак ќе кажам, после вашето цунами, кој ќе го оставите во општина Неготино, после сите злодела кои ќе ги направите на општина Неготино, срамно е да испаднете секој совет и да кажувате за долговите на општина Неготино или за нереализација на капиталните инвестиции. Пишите убаво, нема проблем, ќе одговориме до утре. Можете да сечете и седници, може да снимате и спотови. Граѓаните треба да знаат едно. Секој еден нека тргне само од себе. Јас кажав, дојдов, работам транспарентно и отворено тука. И не водам дневна политика, дали ќе ме пишете во порталите, или дали ќе ме ставите на некоја страница, што ќе кажам.
имам чист образ и работам за интерес на граѓаните на општина Неготино. Првен да го вратиме барем оноа што беше се изгубено како лице, дека оваа општина има честни, одговорни луѓе кои што работат за општина Неготино и се трудат да вратат општината таму кај што треба. А јас еднаш ви кажав и го верувам дека сите капитални инвестиции и се оноа кое што сме го обечале на граѓаните мора да се направи. И во наредниот период кој што следува, едно по едно се ќе биде остварено. Јас сум убеден у сето тоа и затоа зборувам вака транспарентно, отворено и немам ама баш ниту една забелешка за работењето мое, лично да се критизирам, заради тоа што знам дека сум направил се за да биде по-добро и да тргнат напред работите. Хвала. Благодарам. Градоначалник Игор Иванов, реплика. Повеќе. Благодарам. Значи, кажавте, безброј работи спомнавте, портали, интернет, сечење, лепење. Значи, воја издава повеќе те засегат порталите, социјалните мрежи, отколку капиталните проекти и општина Неготино. Тоа дека одговорницата кажавте дека многу работите и ќе го вратите сјаат на општина Неготино. 10 месеци виче наближуваат. Нула. Ништо се нема направи. Значи, испадни каже, една работа направена, капитален проект за општина Неготино, кажавме некој советничка група на ВМРО-ДПМН. Секоја иницијатива што е за добро на граѓаните на општина Неготино, ние ќе ја поддржаме и ќе гласаме за. До сега се е гласаме. Иако некои точки се дават пред Совет на општина Неготино, пак ги гласаме, само за доброто на градот. Спомнавте, долгот бил 74 милиона, минатите седмици 117, 120, 115. Дали еднаш конечно точно ќе му кажеш долгот колку беше на општина Неготино? Ние кога ви сигурирахме дека се 74 милиона, вие упорно тврдавте 120-125. Пак испадна по наше. Сега сте го намалили долгот за 9 милиона дена. Па јас на моето излагање кажав од каде се тие средства што се во касата на општина Неготино за да се намалат тие 9 милиона дена. Кажав дека од концесија на земјоделско земјиште што е донесено од претходната влада со законот за земјоделско земјиште за закуп, 50% до 31 јули се префрлаат на сметка на општина Неготино. И тоа од 11 до 12 милиони на сметка на општина Неготино. Значи, тие веќе може да се префрлени, може некој дел се префрлени, што ќе правиме наредните два квартала. Од каде ќе има средства до 350 милиона да се реализират овие капитални проекти сите што беа ставени во програмата. Просто се чудам. Со ова темпо од 15% за 6 месеци и наредните еве и да има 20%, 30, 40%. Кај се другите 50-60%? Думите се. Ги нема. Значи со ова темпо нема ни да има ни еден капитален проект. Тука тврдевте 117 милиона, 120 милиона, сега кажете 74 милиона, намалено 65 милиона. Значи, овие документи каде што пише се од вашата администрација. Не се од мене. За да речи добро. Значи, кажете, многу работите во изминатиот период. Сте почнале на потегот Неготино Кавадарци, индустријската зона. Приходите на општина Неготино растеле. Како ние во претходните години
сме направили на община Неготино, цунами, нищо не сме направили, долгови, но проектите и делата сгубват. Сега няма нищо овие 10 месеци. Една работа. Ако се палите така, сте ставили 150 метри бекатон, полчки тротуар, и това ако е най-големо достигнуване за овие 10 месеци, алал, знам го, програмата се сликавте, ще направите ще направите новата индустријска зона да додадат странски инвеститори. Нищо не е. 10 месеца си не го мръдна. Колекторът за вода се сликавте. Значи во центърът на градското подречие, дека нема повече кръжаните. Негов мири за мирисът. И това го не е. Нищо. Само сликай. Баредна работа от говорницата да каже, ова е почнато сега, че се завърши. Значи една баредна работа, значи позитивно да поздравим. Но ни ета ни. Благодаря. Благодарам. Колега, контрреплика градоначалникот. Повели градоначалник. Јас пак ще почнам. И ако еднаш кажам дека за водоводната линија нема да дискутирам. И нема да дискутирам сега за таа водоводна линија. Јас сега вас ќе ве прашам. Точно е, ние сме 9 месеци. И во сите тие 9 месеци сме вратиле долг од над 30 милиона денара, а сега со овие 37. Стар долг. Тој долг сте го оставили вие. Вие почнавте проект Веше, Калањево и водоводната линија. За водоводната линија вече не ви правам муавет. Кредитот кој што го земавте од Министерството за финанси од пола милион евра, читате таму и во кварталниот извештај дека некој го врачи. Проектот катастрофа. И толку. Калањево Бела вода, фирмата продадена, парите ги нема, исплатени, проектот заглавен. Ајде ти кажи ми сега, како ти имаш образ пред граѓаните да зборуваш за капитални инвестиции. Веше патот. Проштајци, минатиот пат ви кажам, качите се у кола, изодете до Веше, видите го патот каков е и после дојдете кажете за капитална инвестиција. За сметка на тоа, потрошив 8 месеци за да блокирам општините. За да ги решавам вашите проблеми кои ще ги оставите на граѓаните на општина Неготино. И Калањево Бела вода, 10 состаноци. И Веше, 15 состаноци. Уделот на проектот за вода не е заборавено, вече се работи. Ако гледате на улицата спроти Либерта горе, една шахта е вече приклучена. Останати се уште 8 кои ще чуват тековно да се приклучуваат. И сето е тоа дел од проектот. Преку ноќ не можеме да го направиме. Само вие сте мои учени, знаете да го направите тоа како може преку ноќ да биде. Со популизам и да му зборувате на народот како е тоа сето возможно, од милионски долгови преку ноќ некој да направи општината да цвета. Ако имате магично стапче, покажите ни, а имате прилики 11 години. Со тоа магично стапче, наместо да направите нешто, а уништите општината. Значи, јас не знам како да ви објаснам. Јас се трудам да бидам колегијален, да ви укажам не за друго. Знам дека сакате јавноста да ја манипулирате, да ви перципира дека стварно уопште на Неготино ништо не се работи. А никој не ја кажува
проблемите кои ще ги оставил на Община Неготино. А ја пак ще повторя. За капитални инвестиции зборувате. Значи Община Неготино почна да работи во УЗ 5.1. Урбан блок, во кој ще има повече фирми, во кој ще се работи проект 200.000 евра за подобрување на водоснабдувањето, атмосферска и фекална канализација со изработка на АБК. Запишите во капитален проект. И уште 200.000 евра се одобрени дополнителни за да се доврши тој дел и да се комплетира цел тој урбан блок со канализација. Тоа се 400.000 евра капитални инвестиции. Запиши си ги да знаеш да не прашуваш после пак за капитални инвестиции. Тротуари не е еден, се два. Значи тие се направени и треба да речете добро е и после сите долгови кои ќе ги има општината, нешто се прави. Значи два тротуари направени како што треба. Значи да се направени како што треба, не да ги направиме така за да не може утре после 2 дена секој еден да не може ни да помине. Значи направени. Тоа е вториот. Донесиме одлука и на совет, знаете. Мислам дека се сеќавате, скоро беше. За сите населени места веќе се тековни проекти. И проектите кога се работат, не се работат преку ноќ. Значи се работат тековно, треба време, 5, 6 година, 2 години додека стигне до реализација. Ние сме на почеток на мандатот, створиме услови првен да блокираме општината, да вратиме голем дел од долговите, почнаме со проектите дел по дел. Гледате дека се бориме и на Готино и обиколницата без разлика што не е дел од општинска обврска, него е на агенција за патишта, дека се прави обиколницата. Сега веќе у план не е главната улица ви кажа да ја направиме. Имаме еден куп проекти, Тремник го аплицираме сега за влезот километар и 100 заедно со канализација дел. Беше патот е аплициран. Значи сето тоа и оноа кое што вие викате дека сте го направиле, не го направите вие со ваши пари. Вие со ваши пари најшо правете. Копате у земјата нама кај што не се гледа ништо за да се исперат пари. И тоа го правете. Пробивање до улици, копање и пари зимање. Е тоа беше. Јас не видов капитални инвестиции во ваше време. Фонтаната ја плаќам сега. Не ја, ние сите граѓаните ја плаќаме. Водоводна линија пола милион евра или 100.000 евра вртиме кредит. Ама не е функционална. 5 години имате да ја направите, не ја направите и сега ти мене ми викаш за 8 месеци не си ја направи. Работиме ние и ќе ја направиме како што треба. Ама треба изгледа да се подсетуиме цело време, бидејќи не сакате да бидете реални. Јас не викам дека не треба да критикувате. Секоја една добронамерна критика јас се поздравувам. Ама ако сакате граѓаните да му прикажете дека Општина Неготино не работи ништо и ништо не праве и цело време ги враќате назад некои бројки. Јас си кажав и минатиот пат. Порачав по службите и табло да донесам. Ама на таблото стварно ќе напишам тука со големи бројки. И колку била должна, со факти, со документи, и ќе ви ги закачам и документите, и ќе ви напишам со бројки. Од кај почнале тие 117 милиона денара, колку пари се вратени, колку е првиот извештај, колку е вториот квартален извештај, колку се приходите, колку се расходите. И колку се вработувањата, па и за тоа да ви кажам. Значи за се. Благодарам, градоначалник. Следен за збор Петре Манчев Повеле. Благодарам председателя, почитувани колеги, почитуван градоначалник. Искрено не мислев да дискутирам по оваа точка. Меѓутоа морам да реагирам на вашето излагање околу тоа дека вие не треба да продолжувате одговорницата да ја користите како да сте на митинг. Митингот заврши пред 10 месеци и вие сте дале на тој митинг ветување према граѓаните. И во вашата програма убаво стои проекти за реализација во 2018 година. Меѓутоа нема ништо од тие проекти реализирани.
и упорно вие направивте ова, вие направивте оноа, таблаче ви наместам, сакате ли да ви нацртам? Ја мислам дека никој не ве омаловажи вас да ве прави тука не писмен, па табли да поставяме, па такви работи. Ако сакате, може да си го мериме и школото. Ако сте тргнали да ни цртате вие нас, кој е колку било, немојте така. Значи не е фер према граѓаните, не е фер према колегите тука. Кој на кој да му црта. Треба да земите и да работите. Тоа е толку што сте го вратиле за поздравување. Домачинско работење треба да се поздраве. Сте вратиле долу. Меѓутоа, тоа што сте го ветиле на граѓаните не е направено. Има проекти у програмата кои што имат реализација 2018 година. Значи сте ги излажали. Не мене, јас знам многу убаво. Пред малку имаме објаснување од локален економски развој. Од апликација на проект до реализација треба 15 до 18 месеци. Ни знаеме дека не се проектот дека не се реализира за 3 месеци, за 6, дека треба време. Меѓутоа, да престанеме да видиме на митинг и да престанеме да се омаловажуваме меѓу себе. На кој да му црта табла? Не е така. Ваа говорница е за дискусија и секој ќе ги спротиставя мислењата и бројките. Ви така ги гледате бројките, ние ги гледаме инаку. Меѓутоа, граѓаните ќе испаднат, гледат градчето не е исто, Монти Пајтон. Не е изчистено, не средено, пластика на секаден, не е почнат еден проект. Тротоарите горе еве да отидеме заедно да ги погледнеме што работеле таму, градежниот смет уште е оставен, уште стое. Еве јас одам го користам тој горе и гледам дека не е средено, значи они завршиле со работа, го направиле тротоарот, меѓутоа не си го собрале шутот. Стое, уште стое. И сега треба да излевам на говорницата секој ден тоа да го зборувам, да ви реплицирам за некои работи. Па не е така. Долгови на општина Неготино. Вие власт сте направиле, ние власт сте направиле. И да не сме направиле ништо у претходниот мандат, заслугата и ваша и ви бете советник тука. Не сте били успешен советник, не сте придонесиле со работа, не сте зборувале вака бројки, не сте критикувале може доволно, не сте предложиле проект. Мојата дискусија е многу конструктивна. Јас ги знам проектите, колку време треба од почеток на проект до реализација. Треба многу време. Меѓутоа, мојата реакција е на тоа дека сте ги излажале граѓаните на предизборните вакви. Сте му ветиле проекти кои што се со реализација 2018. И сега не сакам тоа да го зборувам, бидејќи на претходниот совет го зборуваме тоа. Вас ако ве критикуват на јавните медиуми, тоа е ваша работа. Вие имате јавна функција и таа функција подлежи на критика. И не се лутите на граѓаните оти ве критикуваат. Споредбата со кавадарци, дека сме по-добри, не знам таму некои математички бројки, сме далеко од приказката. Јас у кавадарци секој ден и гледам што се случува у Кавадар. Значи у кавадарци има економски бум, економски развој. Значи таму нема место и дел кај што не се работи. И во градот, и во населените места. Значи, ние ниту еднаш не го спомнаме кавадарци за среќа на вистината, кај што кажувате вие дека сме го спомнали. Не го спомнаме, не сакаме, едноставно знаеме дека не може да се мери. Меѓутоа, вас граѓаните ве критикуват заради ветеното, а не оствареното. И заради ништо друго. А тоа што сте вратиле долг, секоја чест. Треба така, треба домачински да се работи. Меѓутоа, дај ве молам, секоја седница да не биде предизборен митинг. Значи, митинг сте завршија, еве ги проектите, се што имаше денеска предложено, се си усвојуваме. Не критикуеме, еве дури и фалиме. Дека треба да се работи, се со цел заеднички граѓаните да осетат некој бенефит. Ви, што се случува уопште на Неготино? Најногу на тоа што критикувате, не се направи ништо за да се сопре. Апсолутно не се направи ништо. Еве, иселувањето е повеќе од толку што било претходно. Значи, и полоша, и економска ситуација е полоша, и здравството е полошо. У која област да почнеме да правиме муавет, оде на полошо. И тоа не е само заради долговите. Ве молам, прво, забелешка ми е, бидете самокритични, а не само бендисани. Прво, дајте си критика. Не си викајте дека секој пат ја на мојата работа немам што да се забележам. Не.
успешен градоначалник трябва да биде самокритичен, от и сегаш може по-добро. Благодаря. Благодарам, колега. Дали некој друг бе разбор? Градоначалникот. Павле градоначалник. Благодарам за дискусията. Петри, јас и од таа гледна точка зборам цело време. Ама оваа дискусија која што ти ја водеше, требаше да ма кажеш пред да дојдеш на совет или предходно, кога дискутирате со вашите колеги, да кажете реалност. Јас од твојата дискусија, од дискусијата на Игор е сосема различна. И затоа и мојот говор тука на оваа говорница е таков. Значи, јас не дозволувам да се манипулира со граѓаните на општина Неготино. Значи, за мене е навреда кога некој изнесува лаги и неточни информации. А од друга страна треба да ги споредиме и да кажеме како треба да течат работите. Ако вие сте знаеле дека еден проект треба година, 2 години да помина за да се реализира, кажете го. Кажете му го на вашите советници. Ако вие сте утврдиле дека добро е општина Неготино оде на по-добро, кажете му го. Значи имаш бројки, имаш податоци. Ти тоа си го резонирал, си го видел дека е така, објасни му го. Јас сум самокритичен, ја не викам дека не сум. Може да ме критикува секој еден. Дали на некој нешто сум му рекол? Не сум му рекол ништо. Слободно критикувајте. Нека има издржана критика, окей. Меѓутоа да се подценува јавност. И секој совет на едно исто да одговараме. А кога е реално, еве ги бројките, нека ги кажа точно тие. Значи, тука сме сите за по-доброто на Неготино. И аз кажам, преку ноќ не можеме ние се да направиме. Со кавадарци не се споредуваме и немам намера да се споредувам со кавадарци. И не ни треба да се споредувам. Меѓутоа, само извлечите една паралела да кажам дека имаме со оглед комшии сме, дека има по-добра економија од Неготино, реално е така и факт е по-голем град, ако они имат 127, а ние имаме 53 милиона, значи сме негде на добар пат да функционира. И тоа треба да се поздраве. Ја не барам од сите. Меѓутоа, јас сум тој кој што смета дека во овој момент работите одат на добро. Разговараме со повеќе инвеститори, работиме на, да не ги објаснувам, над 30-40 проекти кои што сум ги кажал. И реално сега стигам од Вардарски плански регион, кај што Неготино доби 10 милиона денара за да изведе. И најголем дел од средствата треба да му биде на јавноста јасно. Дека се од надвор, од министерствата, дека се од европски пари преку ИПА програмата. Ако не се тие средства, општина Неготино, па и било која општина во Македонија, не може да функционира. Ние сме тука должни, првен да бидеме одговорни спрема граѓаните, да бидеме транспарентни спрема нив, да си ги собериме сите наши средства и пари кои ќе ни стоат на располагање, за да можеме основните работи и нормално, ако немало вакви долгови, оти не кажа дека, пример, еве, Кавадар стргнало од нула, немало долгови, и многу по-лесно е да функционират. И мало проекти тргнале, одма почнале да функционират. И јас би сакал да беше така општината кога дојде. И јас би сакал, искрено. Ама за жал, кажам, јас знаев уште пред избори каква е ситуацијата и бев советник. И тоа јавно го кажуваме. Општина Неготино е должна 2 милиона евра. Комуналното предпријатие, ете ги, укварталниот извештај го гледате долговите. И тоа е за поздравување, пошто и прикажува во овие 6 месеци 3 милиона денара добивка. Тие не се реални пари, меѓутоа се пари кои што враќаат стари долгови. Значи се работи домаќински. И има уште многу работи кои што треба да се поправат. Многу беше се уништено за преку ноќ да може се да биде така видливо. Знам, држат некои забелешки. Меѓутоа, верувајте дека и ние, и комуналното предпријатие дава се од себе за да биде по-добро. Ни стоат на располагање пари. Еве сега ќе почнат оние проекти за уличното осветлување, очекуваме до крајот на годината да почнат. Колекторот Тимјаник Неготино 2 км. Сега носи одлука у Тимјаник да направиме улица со бекатони. Дали е вака или така? Детски игралишта, реквизити, ќе се раздвижат работите. Не може да стоат вака. И јас сум свесен, јас ви кажам.
Мене ми се много повече познати финансиските работи, бидејќи сум ги работел. Не е тоа за јас да се фалам. Меѓутоа, послушајте нешто од некој кој што во животот имал пракса, не е исто да читаш и да работиш. И тоа го знаете вие многу добро. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бар разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог заклучокот го ставам на гласање. Ве молам со кремење на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? 7 против. Констатирам дека заклучокот е усвоен со 8 гласа за. Отварам расправа по 16 точка од дневниот ред, предлог решение за доделување на еднократна парична помош. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности, го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ Повели. Благодарам, председателе. И оваа точка беше разгледана на денешната седница на Комисијата за јавни дејности и оваа точка беше усвоена. Предлагам и своето да се произнесе по истата позитија. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласни. Ве молам со кремење на рака кој е за. 15 гласа за. Констатирам дека решението е едногласно усвоено. Отварам расправа по 17 точка од дневниот ред. Предлог одлука за одржување на објектите и опремата од подпроектот Вилски јапи и екотуризам во Неготино и околината. Оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам представникот на комисијата да го соопшти ставот. Дарем Исторчев Повели. Благодарам, председателе. И по оваа точка од дневниот ред седница одржа Комисијата за локален економски развој, каде што беше едногласно усвоена. Предлагам и Советот на општина Неготино позитивно да се произнесе по оваа точка од дневниот ред. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бар збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласни. Ве молам со кремење на рака кој е за. 15 гласа за. Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 18-та точка од дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за финансовото работење на јавното предпријатие Комуналец Неготино за периодот 1.1.2018 година до 30.6.2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ Повели. И оваа точка беше усвоена на денешната седница на Комисијата за јавни дејности и предлагам и Советот да се произнесе по истата. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Петре Манчев Повели. Благодарам. Бидејќи оваа точка беше доставена пред почетокот на седницата на Совет на општина Неготино, ние како советничка група пред да се усвои дневниот ред реагиравме на тоа, меѓутоа овој пат ја поддржавме да остане на дневен ред. Од наредниот пат секоја точка која што ќе биде со обемен материјал за разгледување, ќе бараме иземање на таа точка. Заради тоа што немавме доволно време да ја разгледаме, ќе бидеме воздржани. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог за клучкот го ставам на глас. Ме молам со кремење на рака кој е за. 8 гласа за. Кој е против? Нема против. Воздржани 7 воздржани. Констатирам дека предлог за клучкот е усвоен со 8 гласа за. Со ова е истрпен денешниот дневен ред за денешната седница. Ви благодарам на присуствие.